Тие најмногу се жалат, за судење во неразумен рок, за селективност, се жалат за квалитетот на одлуките, дека не се квалитетни, дека не се правични. Тринаесет години. Толку време Олга Куцевска ја бара правдата за смртта на незината 11-годишна ќерка Благица. Некаде околу 4,5 часот мажот ми дојде на работа, значи попладнето. Дојде на работа и ми кажа дека брзо да одиме до болница. Благица паднала бандера на нозете и повредена е. И јас му реков, ако тие бандери на детското игралиште, повредена е на детското игралиште, и јас кажав дека тие бандери се огромни и од нозете незини ништо нема да остани. Пошто е 800 кила, како што кажа ја вештителица, од таа тежина нормално дека ногата е комплетно уништена. Кога појдов на болница, го сретнав човекот со комбето што ја однесол и кажав, како е Благица? Не знам, рече, оди го рече ти кажа. Кај однесовте на ортопедија, ми рекоја. И јас помислив дека вистина е ногата нешто. Отидов на ортопедија, пошто не исти спрат со ортопедија и хирургија. Воопшто не видов дека станува збор за некој хитен случај, пошто воопшто не гледав ни сестри, ни растрчани доктори. Едноставно видов еден болничар на хируршко деление и го прашав каде е девојчето со повредена нога. Тој ми рече во капела. Како, реков, во капела? Јас се срушив крај зидот. Како може го со повредена нога во капела? Не, рече, тоа беше мртво. Олга ја загубила ќерката Благица на 23 октомври 2000 година. Благица играла на малското игралиште со братот, на кое лежеле 240 бандери. Наместо на игралиште, според прописите, бандерите требало да бидат складирани во магацин обезбеден со стражар, но и покрај тоа, бандерите со месеци лежеле на игралиштето. Очевидецот Вангел ги забележал двете деца на бандерите и забележал како е едното дете пајџа и истрчал да му помогне на детево. Трчајќи, тој додека трчал некаде околу 50 метри, од 50 до 100, да не знам, од прилика. Трчајќи тој на детево да му помогне, видел како бандерава се спушта по телото негово и кога стасал до местото, го видел Благојче, помалово дете, тоа беше на 4,5 годишна возраст, а во раката држал стапче, еден вид како сува трева, и покушавал со сестра му ја видел потисната меѓу две бандери и се обидувал со тревката да ја поткрени бандерата од 800 кила. Значи, тоа е мало дете, 4,5 години, сакало да помогне својата сестра. Кога стасал човекот до Благица, Благица последните зборови биле: "Чичко, молим те, помогни ми." И тие вели беа последните зборови. Тогаш истече, рече, крв од ушите, од устата и чупето повеќе, рече, ништо не прозборе. Точно 11 години траела истрагата и судењата за утврдување на одговорноста за смртта на Благица. Овие купишта документи и докази сега се безвредни. Случајот пред година и половина застара. Според наши сознанија за конкретниот предмет, граѓаните благовремено интервенирале до овластените институции за настаните што се случуваат на тоа детско игралиште. Меѓутоа, нивните повици во повеќето случаи останале без некој одзив.
Конкретниот предмет застарел по сите основи во текот на судската постапка. За него биле отворени повеќе судски постапки, водени против повеќе лица и тие застареле како течела временската линија на постапување. Првостепените судови по правило носеле осудителни пресуди, кои што аргументирано потоа биле враќани назад од апелациониот суд по жалба на обвинетите. Меѓутоа, како одела постапката, така застарувале предметите. Не биле доволни 6 години, односно 10 години, да се дојде до една судска разрешница по тој немил настан и дојдено до застарување. Овој предмет представува јасна порака дека колку и да е совршено поставен еден закон, за неговото спроведување се потребни човечки ресурси кои што се квалификувани и имаат капацитет да остварат доследна имплементација во практика на текстот на законот и на пораката на законот. Еден момент, значи еден елемент, а тоа е дали е платена таксата, може да биде означење за тоа колку долго траела постапката, а може полномошникот да не му каже на тој пропуст, да кажеме, да не му го каже на својот клиент или странката тоа да не го знае. И еве ви случај кога еден предмет траел повеќе од друг, а се работи за можеби иста фактичка, иста правна основа. Вакви случаеви повеќе сме имале пракса во правните органи да имаме за еден сличен или ист случај за враќање на имот, например, за двајца браќа, едниот да добие за неколку месеци денационализација, а другиот да чека со години да не го добие тоа право. И тука има доволни индикации за многу што и за постапување и на другите органи. Ние тоа и сме го кажали и во нашите извештаи. Некој пат тоа се причини кои
се поради тоа што во одредено време не можело да се достави, да кажеме, покана на странка. Затоа што предметот стоел долго време во навештачење. Па судот не се интересирал за да го побара побрзо предметот или предметот поскоро да се заврши со вештачењето. Може да се утврди дека предметот од неразјаснати причини по него не е постапувано, да кажеме, некој период од 1 година, година и пол или 2 години, кога судот апсолутно никаков аргумент не дава за тоа зошто предметот во тој период седел и по него не е постапувано. Граѓаните покренуваат постапка против полициски службеник за пречекорување на службените овластувања, односно употреба на прекумерна физичка сила. Во речиси сите случаи, експресно брзо Министерството за внатрешни работи поднесува нормално кривична пријава против граѓанинот за напад на службено лице и видете што се случува. Постапката против граѓанинот, значи се одвива експресно брзо и нормално завршува со пресуда со која што се одлучува дека граѓанинот е виновен, додека во оние постапки кои што се однесуваат на полициските службеници се одолговлекуваат повеќе години, со што граѓанинот е оневозможен да дојде до правдата. Верувавме дека до последниот момент и дишевме за правдата. На крајот испадна од тие што очекуваме правдата, тие нас да не изиграат. Ние едноставно повеќе не се лутевме на тие детето што не го тепе. Спочнавме се лутевме на обвинителите и на судството. Како може да дозволат еден таков предмет, една таква трагедија, еден таков млад одземен живот да биде ништовен?